Огреала месечина од Солуна до Тето. Оваа книга на тетовецот Владимир Кочовски е второ вакво негово дело, во кое авторот ги раскажува приказните и судбините на ликовите од најпознатите тетовски староградски песни. Книгата содржи 7 песни, а авторот умешно ги објаснува околностите под кои се создале песните. Кочовски ни раскажа како доаѓал до потребните информации. Насловот на најновата книга моја е Огреала месечина од Солуна до Тето. Практично тоа е насловот и на првата песна што се обработува внатре, а како што ви е познато, ова е втора книга во која ги обработувам тетовските народни староградски песни, бидејќи интересот за музиката е многу стар кај мене, колку, да не речем колку и јас што сум стар, бидејќи првите сознанија ги добив во Нижното музичко училиште од мојот учител по виолина Андро Апостолски и директорот на музичкото училиште Спиро Гребенаровски, со кои првите сознанија успеав да ги добијам околу песните, тетовски, музичкиот дел и посебно судбината на личностите што се опејани во тие песни. Да ви кажам, интересот ми беше голем. Сум слушал многу од старите што зборувале, со некои членови на фамилии потоа сум разговарал лично. За жал, само уште еден е останат жив, да речем, од тие директни потомци на што се опејани во песните. Тоа е синот на Јоше Ќупче Бојанин. Единствено тој е жив, сега има 85 години. И интересно е тоа што тој е роден кога татко му имал 73 години. Судбините на ликовите обично биле трагични, а мотивот најчесто била љубовта. Нормално љубовта била главниот мотив. За тажните судбини, например, во песната за Трпана. Трпана ја мажат на 15 години, за човек кого не го познавала. Тој, нејзин прв сопруг, умира набрзо и Трпана останува вдовица на 15,5 години со едно машко дете. Симо Сарафот, тој што ја сакал Трпана да ја земе, а не му ја дал таткото Ано на Трпана, бидејќи бил побогат од нивната фамилија и ќе требало да им прави поголема чест на нив, отколку тие на него. И само заради тоа не ја дава Трпана на Симо Сарафот. Симо Сарафот, разочаран, нормално имал пари, тој банкар, меѓутоа од разочарување заминува во Америка. Кога умира Трпана, сопругот на Трпана, тој се враќа од Америка за да ја побара повторно како вдовица. И тогаш татко му не му ја дава. Ано, таткото на Трпана, не му ја дава на Симо Сарафот и тој разочаран и го напушта Тетово во Америка и не се знае никаде, ништо работел по тоа. Со оваа негова книга, Кочовски го завршува циклусот на обработки на тетовски староградски песни. Со овој запис вели, се обидел да ги зачува овие приказни од прашината на заборавот.